Продолжуваме со редовната рубрика да си кажеме во утринската на програма на Телма. Следен гостин е, како што најавивме, господинот Андреј Петров, извршен одбор на СДСМ. Добро утро, добре дојдовте во Телма. Добро утро. Вие сте пред се по професија доктор, кој беше на привремена работа во политиката, но се чини еднаш политичар, секогаш политичар. По долги години пауза решивте повторно политички да се активирате, овој пат како член на извршниот одбор на СДСМ. Кој е мотивот? Зошто камбек во политичката? Камбек не се работи за професионален политички ангажман. Едно е кога сте градоначалник, пратеник, не знам, генерален секретар на партијата, тоа е веќе професионална функција. Ова е највисокото политичко тело на партијата, меѓутоа зошто? Заради тоа што имам верба во Димитар Ковачевски, во новиот мандатар. Сметам дека заслужува да му се помогне, доаѓа се нафаќа на тешка работа во еден тежок период. После сите овие случувања, воопшто генерално и глобално и во државата проблемите се бројни и мислам дека секој што сака нешто да придонесе, а да не остане тоа на зборување во кафеани, во муабет, помеѓу пријатели, на седенки, а има капацитет тоа да го направи, треба да се вклучи. Да, сепак на некој начин се враќате во политичката арена, можеби некако фронтмен, тебе рековте, фронтмен, но сепак ќе бидете таму. Дали ова подновување на партијата, велите Димитар Ковачевски заслужува шанса? Претходно бевте пасивен, дали тоа значи дека Зоран Заев не ја заслужуваше вашата поддршка или Зоран Заев и луѓето околу него беа најлошото од СДСМ? Не, ја не можам да кажам дека такво нешто. Напротив, мислам дека многу работи кои се спроведува во претходниот период сепак за државата значат и тоа на крај крајшто треба дистанца за да го вреднува, но кај Димитар Ковачевски има една нова енергија, она што мислам дека е неопходно потребно, има фокус кон внатрешните проблеми во државата, економската криза која треба да се решава, животот на луѓето, стандардот на граѓаните, здравствената криза, сето она што ги соочува луѓето со секојдневните нивни реални проблеми и тука се пронаѓам дека можам да му помогнам во таа состојба со, да кажам, своето искуство што го имам во политиката, со моите знаења од одредени области, ако сакате и во полето и на здравството, и на високото образование, мислам дека има фронт тука да се помага. Некои социјалдемократи, оние изворни и ревностни, лојални, со години ви забележуваат дека бевте пасивни кога тие се бореле против ВМРО ДПМН начело со Груевски. И во времето кога, па и потоа, кога доаѓа СДСМ на власт и кога во партијата, односно во државата се носат тешки одлуки за државата и сега се активирате повторно и оваа критика не се однесува само на ваша адреса, туку и стигнува и на адреса и на самиот нов лидер Димитар Ковачевски, дека и тој бил пасивен, односно згрижен во времето на она кој вашите сопартици го нарекуваа режим и против која се бореа. Па тоа не е точно, заради тоа што прво од тие 10 години власт, ако да речеме на ВМРО ДПМН Никола Груевски, јас 7 години бев фронтмен на таа борба. Значи тоа е некаде огромен период од, значи во тој период во опозиционо време бев дел од онаа пратеничка група која беше на клоци исфрлена од полиција од парламент во декември некаде 2012. Па мислам дека има 9 или 10 години, сега нема 2012. Така да тоа се факти кои не може да се избришат без разлика како тоа на некој му одговара или не. Меѓутоа во суштина моето убедување секогаш било дека не ни требаат луѓе кои се закачени за политиката како на закачалка, туку треба луѓе кои може да се докажат и да бидат успешни во работата која работат, што јас го направив и сум задоволен од својата работа и во Аџибадем Систина и на универзитетот каде што сум професор, така да мислам дека не држат тие тези. А зашто не сум бил дел од власта? Не мора секој да биде дел од власта која доаѓа. Обично тогаш како печурки изникнуваат некои нови првоборци кои сакаат да бидат дел од на кои им треба власт. Мене тоа не ми треба. Јас сум ги поминал тие фази многу одамна, така да мојата желба тука е да се помогне, нити се работи за функција, нити па ситуацијата е таква да некој може да ви каже, знаете, сега доаѓате на лесно. Не е лесно, сега ситуацијата е прилично комплицирана, меѓутоа со оваа желба за единство на господинот Ковачевски, со желба да ги избие редовите, да ги вклучи сите оние луѓе кои може да помогнат, мислам дека е тоа нешто позитивно и на тоа не можеме да гледаме како на нешто што е лошо. И втора работа, ако со некој имате исти цели, се стремите кон исти вредности,
Нелогично е да се движите по паралелни насоки. Тогаш соберете ги силите, помогнете не само заради партијата, во интерес на државата е да луѓето се разбираат помеѓу себе. Така, да, велите, ситуацијата е прилично компликувана во државата, не само поради енергетската, здравствената и политичко-економската криза која тропа наврата, туку и поради поразот на СДСМ на предстојните локални избори. На предходните, да, на последните локални избори. Имате доволно мотив и сила и верба дека може да го вратите СДСМ на победничките патеки? Па да немам мотив и верба, не би се нафатил воопшто да бидам дел од извршниот одбор на СДСМ. Она што можам да кажам е дека секогаш, ако и докторски, ако сакате, прв чекор за да дојдете до излекување да поставите дијагноза. Значи, ако ја поставите прецизната дијагноза, можете да дојдете до добра терапија на болест. Поставивте ли вие добра дијагноза на состојбата во СДСМ? Така и во политиката. Локалните избори се порака на граѓаните визави одредени политики и на централно и на локално ниво. Не можете да очекувате граѓаните да гласаат луѓе со кои не може да комуницираат или не може да ги задоволат нивните желби на локално ниво. Не можете да продавате приказна која во реалноста се гледа дека не е таква. Од друга страна, бројните проблеми во државата кои нормално се одразуваат се рефлектираат и на локално ниво. Пандемијата, енергетската криза, се тоа што се случуваше, клиентелизмот и корупцијата кои мора да се искоренат, кои се рак рана на македонското општество. Независно која влада било кога ќе дојде на власт, со овие две работи ќе мора ефикасно да се справува ако сакаме како држава да одиме напред. Дадовте прилично опширен опис на болеста која ја зафатило СДСМ, меѓутоа дијагноза во неколку реченици како би ја крстиле состојбата поради која СДСМ ги загуби локалните избори? Па не одговарање на барањата на граѓаните. Напросто кажано, тоа е не исполнување на очекувањата на граѓаните на локално ниво. Нормално на секои избори се испреплетува и ситуацијата. Не може никош на локално ниво да каже тоа се само локални избори или на парламентарни избори тоа се само парламентарни избори. Комплексна е одлуката на гласачкото тело пред се заради неисполнување на работите на локално ниво, меѓутоа и поради тоа што државата на неколку полиња, овие што ви ги наведов, има сериозни проблеми, очекува работите да се променат, очекува кадровскиот капацитет исто така да се подобри. Да, но кога зборувате за кадровскиот капацитет, вие токму сега повторно нови луѓе, всушност и луѓето кои загубија убедливо, например Петра Шилегов. Со Петра Шилегов сега на победнички патеки загуби убедливо Данела Арсовска, па и ако сакате Андреј Петров, Игор Ивановски го водеа СДСМ, односно бевте генерален секретар Игор Ивановски во дел од раководството во време на најголемите порази од поранешната власт на Груевски. Па не се најголеми порази, имало и големи победи. Ме разбира, сме го водели во големи победи, во големи порази. Значи јас бев единствениот во Скопје кој победи во општина Карпош 2005, мислам дека беа изборите, каде што сите други изгубија. Сум бил шеф на штаб на неколку избори каде што сме победувале убедливо. Исто како што и се губило. Политиката е, значи нема родени победници и некој што е само губитник, вечен губитник. Тоа е апропо и спиновите што беа и на политичките опоненти, не можете вечно да очекувате дека некој ќе победува вечно или некој ќе губи вечно. Сепак народот граѓаните не се глупави, тие се изјаснуваат врз база на резултатите од она што го гледаат. Ако се задоволни, ќе бидат позитивни, ако се незадоволни, ќе бидат негативни. Притоа, кога оди бранот, значи вие можете да сте најдобриот, ако бранот е голем, тој ќе ве однесе. Тоа сме го гледале на низа на примери и на локално ниво, ако сакате и на минатите избори, и на овие избори сега каде што изгуби и луѓе кои реално не требаше да изгубат. И обратни процеси, победи Максим Димитриевски, иако одеше наспроти својата партија, од која тој како што тврди никогаш не излегол. Ќе го враќате ли Максим Димитриевски во партијата? Па добро, тоа не е прашање за мене, прашање за органите на партијата да се произнесат. Јас не можам лично да го вратам или да можам да зборам. Како член на извршен одбор имам право на глас и можам да го кажам своето мислење дека за мене сите луѓе кои се со иста провиненција, значи кои се докажале како успешни во својата работа, каде што граѓаните го валоризирале тоа, треба да се седне и да се разговара и доколку може да се работите поправат, треба да се поправат. Меѓутоа тоа е секојаш работа за една поширока дебата, затоа што секојаш имате луѓе кои имаат низен аргументи зашто сметаат спротивно. Јас познавајќи го знам дека е човек кој е вреден, кој работи и со кој треба да се седне да се разговара, да се види во што се проблемите.
Кога спомнавме веќе Максим Димитриевски, тој од оваа позиција овде беше гостин и го повика новото раководство да се огради од лошите политики на Зоран Заев. Дали вие како ново раководство, како дел од новото раководство сте подготвени да го сторите со тоа со оглед на тоа што и вие во дијагнозата за поразот кажавте низа лоши работи кои се карактеристични за овој период под водството на СДСМ? Па добро, тие работи се апсолвирани не само од што тој ги кажал, има Стејт департментот ги има констатирано, има серија на институции меѓународни кои ги имаат констатирано, ние не можеме да бегаме од тоа што е, како што не можеме да бегаме од позитивните работи во овој период кои се направени. Не, прашањето е дали ќе се извините за лошите работи. За лошите работи со самиот гест дека се прави дека Зоран Заев даде оставка од премиерската и претседателската функција, дека се избра нов претседател на СДСМ во демократска атмосфера, со директен избор на членството, тоа е нешто што покажува дека пораката е извинување кон граѓаните. Како поинаку да се свати таа порака? Тоа е чекор кон репарирање на довербата помеѓу граѓаните. И затоа тоа е направено. Така да мислам дека правецот е тој, докаде тоа ќе оди, со кого се ќе се разговара. Сепак тоа е работа прво за дискусија внатре во органите на партијата, а потоа и можеме да зборуваме нешто конкретно. Господин Петров, докаде се преговорите за формирање на нова влада? Па колку што знам, јас одат добро, по она што е изјава на мандатарот, дека тоа би требало да се очекува да биде некаде во тек на следната недела. Новата влада да биде избрана. Министрите од ДУИ ќе останат исти? Не можам да кажам за тоа, затоа што тоа не сум запознаен со детали, меѓутоа она што знаме дека се прави напор да се вклучат квалитетни луѓе во делот на ресорите од СДСМ, каде што ќе се покаже еден нов капацитет пред граѓаните. Дали може би вие ќе се нафатите на влез во владата? Не. Мојот разговор уште на самиот почеток со претседателот на СДСМ Ковачевски беше дека мојот ангажман во извршниот одбор не подразбира влез во владата на Македонија, заради тоа што, како што ви кажав, имам доста обврски и во болница и на факултет и не би можел во овој момент да се предадете целосно. Не сакам нешто да правам површно. И втора работа, мислам дека треба да покажеме сите ние како некоја нова енергија влеговме сега во раководството, дека не сме влегле таму заради функции, туку сме влегле за да помогнеме. Може не да се очекуваат некои поголеми изненадувања во однос на имињата? Па мислам дека секогаш може да се очекуваат изненадувања. Така да ќе видиме, да се очекаме да оставиме да го сочекаме предлогот на мандатар. Колку од актуелните министри ќе бидат министри во новата влада? Не можам да лицитирам со бројки. Мислам дека тоа веројатно освен мандатарот прецизна бројка никој не може друг да ви каже, но веројатно и лидерите на ДУИ и на алтернатива, да. Бидејќи не ги бира Па не, добро, тоа е коалиција. Секогаш кога има коалиција, видете, во ниедна коалиција и да не се од ДУИ од алтернативи, да се од некој од помалите коалициони партнери. Вие не можете да му наложите на некој што ќе ви предложи, меѓутоа во исто време нормално дека треба да водите сметка да профилот на личноста е прифатлив и за владата, да не го нарушува концептот на владата. Така да ќе видиме што ќе се случи. Секогаш мора да има во вакви услови освежување на владата, меѓутоа секогаш треба да се води сметка и за континуитетот, да продолжат одредени работи, не може сега да почнете да се учите од почеток. Мислам на сите нивоа да учите од почеток, тоа не е нешто што е логично спрема мене. Вие припаѓате на така нареченото скопско крило на партијата. Има ли се случили сега по заминувањето на Заев и доаѓањето на Ковачевски хармонија меѓу бранковистите, тие луѓе во партијата што важат како заевисти и луѓето на Шекеринска? Ова го прашувам бидејќи СДСМ од секогаш е познат како партија на табори во кои куините се многу знаат да бидат многу жестоки во одредувањето на нечија политичка кариера. Па, знаете, тоа повеќе се на шпекулативна основа работи кои јас ги разбирам. Во суштина, бидејќи сите големи партии имаат комплексност, како што да речеме, тоа го има и во ВМРО ДПМН, го има и во СДСМ. Не можете вие со сите да имате еднакво добри односи или еднакви интереси или да имате, како да кажам, еднакви културни и социолошки навики и да имате да ви се истите работи важни во животот. И нормално е да имате тука различни, да кажам, ставови со некои луѓе. Дали ќе успее, мислам дека на добар пат е да успее Димитар Ковачевски да ги интегрира сите, со тоа што нормално дека секој одлучува со своја глава, со свое мислење за работите и со секој треба поединечно да се разговара. Ја не верувам во таборско компактирање, туку верувам во поединечно разговарање со луѓе кои се сметаат за влијателни, кои имаат свое влијание, кои оставиле одреден печат и кои треба да ги убедите дека
треба да ви помогнат да се приклучат на приказната. И мислам дека тоа тој го прави. Ако ништо друго од негова страна, има волја и енергија тоа да го направи. Сепак тоа не е еднонасочна да кажам улица, треба да се спета и на мислењето на оние од другата страна. Дали то би сакале, дали имаат причина да помогнат, дали сакаат да се вклучат. Затоа не можеме да го видиме доколку некој не сака. Можеме да го видиме Ковачевски доколку не пружи шанса и можност и доколку нема желба тоа да го направи. А кај него гледам желба да ги вклучи сите. Шегеринска ќе се враќа повторно во... Не, можам да знам, таа е дел од тоа... Контактирате ли, ја гледате ли во партија? Јас не сум ја видел неа поодамна, меѓутоа она што можам да кажам е дека тие си имаат комуникации со мандатарот и со веројатно и во владата во која се уште е член, така да не знам како тоа ќе се одвива во иднина, меѓутоа можам да кажам дека секој човек што го гледам, особено од овие најпрепознатливи ликови, не можете да очекувате постојано она што ви на почетокот кажа, постојано да биде некоја врвна функција, постојано да биде некаде експониран, но тоа не значи дека нема да биде тука и нема да ви помогне за работи кои ви се битни. Добро, не можам како лекар да не ве прашам, во период кога минуваме низ голема здравствена криза, пандемија, во екот на која не и се гледа крајот се уште за жал, се менува министерот за здравство, иако Филипче имаше многу поводи порано да се замине, по пожарот во модуларната болница, например, во Тетово, тогаш поднесе некаква декларативна оставка која не беше прифатена. Сега си заминува поради политичка делба на колачот. Какво е вашето мислење како лекар пред се? Моето мислење е дека стручната работа не треба да се меша со политичката работа. И тука има комисија која се справува со пандемијата, која е формирана и која треба да си продолжи да си работи, и тоа нема никаква врска со политичките случувања во државата, кој ќе биде во владата, што ќе биде, бидејќи ако сакаме да изградиме ефикасна држава, ние треба да им веруваме на институциите, треба да веруваме на системот. Треба да веруваме дека тие луѓе што се таму се навистина кредибилни, да одговорат на предизвикот, да се справат со проблемите што ги имаат. И не верувам дека можеме да пресликаме ситуацијата дека било која политичка промена директно влие, се одразува на квалитетот на справување со пандемијата, така да мојот став е дека да ги оставиме колегите кои за тоа се стручни, да се со тоа справуваат. Јас, за жал, во овој период сретнавме многу луѓе кои изразуваат своји мислења визави пандемијата, се тотално, мислам, онака не А давате преодна оценка на работата на комисијата? Мислите дека добро ја менаџира здравствената криза во Македонија? Мислам дека здравствената криза во Македонија со обзир на капацитетите на државата, имајќи предвид дека ние не сме Германија и не сме Америка. Смртност имаме во Европа, па не сме ни последна земја. Не сме Америка, мислам дека голем дел од мерките што се направија практично се беше препишано оно што го прави Светска здравствена организација и Центарот за контрола на болеста во Атланта. Значи, прашањето на здравствениот систем, на организација на здравствениот систем и на навиките на населението се нешто што бара долгорочна стратегија. Зошто имаме тогаш толкова смртност? Заради тоа што здравствениот систем е зборам за државното здравство, е во многу лоша состојба и тоа е евидентно. И тоа е во таква состојба 30 години наназад. Значи и се прават напори, тие треба да продолжат. Доста работи се направија во изминатиот период. Меѓутоа тоа треба да продолжи. Втора работа е навиките на населението. Значи начинот на живот, следењето на здравствените протоколи, значи онаа здравствена култура што се советува, мора да се научиме сите многу повеќе да ја почитуваме. Тоа е единствениот начин како ќе ги создадеме поздрави луѓе, поздрава нација. Па луѓето треба да се трудиме, и тоа не е тука, тоа се цели науки на модерните општества како да имаат поздрава нација, како да имаат поздрави луѓе, повеќе да спортуваат, поздраво да се хранат. Со слични навики културолошки и секакви, социолошки, имаат далеку подобра слика во однос на ковидот, заради тоа прашував дека имаме пропусти веројатно, но јас не ги негирам, има пропусти, меѓутоа исто така ви кажувам дека она што може да го спроведат како мерки, како протоколи, она што доаѓа од Светската здравствена организација, тоа го спроведуваат. Господин Петров, по победата на локалните избори, ВМРО ДПМН се представи како алтернатива која може да ја замени актуелната власт и се погласно бара предвремени парламентарни избори. Ке се случат тие или ке инсистирате да го дотирате мандатот до крај? Кога може да очекува Македонија ново парламентарно соочување?
Па добро, тоа е дефинирано прашање во уставот на Македонија. Значи ние сме имале многу барања своевремено ние како опозиција. Се сеќавам кога баравме на секои 6 месеци превремени парламентарни избори, па тогашната власт тоа не го даваше. Па добро, многу често Груевски одеше на предвремени избори. Одеше тогаш кога му одговара, како што се случи и сега, да речеме сега и СДСМ отиде сега на ова не беа редовни избори што се случија, беа предвремени избори во период пред година дена. И сега, кога ќе се случат, не би можел да кажам, за да се случат избори во нашата држава спрема уставот, нема друг механизам, освен да пратениците изгласаат само распуштање, да дигнат 61 пратеник рака и да речат ние мандатот го враќаме, одиме на избори. Дали тоа ќе се случи, не знам. Ако ме прашате за мојот мислење, мислам дека до овој период сега апсолутно не е погоден за избори, заради тоа што бројни се проблемите во државата и изборите не ги решаваат. Со колку мнозинство очекувате да биде избрана новата влада? Мислам дека не можам да лицитирам, ама по она што го гледаме, треба сите оние партии кои влегоа во коалицијата да ја поддржат, тоа се значи некои по она што го гледаме 64 пратеници поддршка, што е визави претходниот период солидна поддршка на владата. Ние сме имале влада која функционирала и со минимално мнозинство. Ќе видиме што ќе се случи, тоа никој не може да го каже. Пак биде во вторник наредна недела? Не знам точно, тоа треба председателот на собранието ги закажува седниците. Спрема неговата најава би било во текот на следната недела, претходно треба да дојде значи да се поднесе предлогот за нова влада до собранието, така оди по уставот и мислам дека тоа ќе биде направено. Една изборна единица и отворени листи или мнозински модел? Кој е вашиот личен став во однос на изборниот модел во Македонија? Препораките се на ОПСЕ и ОДИХР од сега да се дебатира за тоа. Се сложувам затоа што за тоа не се дебатира на 3 месеци пред избори и втора работа кога се менуваат изборните правила треба да има консензус секогаш и помеѓу СДСМ и ВМРО, ДПМН, ДУИ, и помалите и поголемите партии. И малите партии сите да бидат вклучени во тоа. Мојот став секогаш бил за отворени листи позитивен. На времето тоа уште кога почна соработката помеѓу ЗЕЛС своевремено се сеќавам како председател на ЗЕЛС и собранието на Македонија, ние потпишувавме одредени меморандуми за отворени листи, затоа што граѓаните треба не само да се решат за која партија ќе гласат, туку да се решат и за која лично сака да ги представува. А сте за една изборна единица? Па, знаете како има про и контра многу работи за една изборна единица. Мислам дека кај една изборна единица многу по-добро се осликува целокупната состојба во државата, но и овој поделен пропорционален систем како што е сега, мислам дека е нешто добро, дека не е нешто што ги ограничува многу, затоа што не е прераздробен. Ние имаме сепак 6 изборни целини кои се прилично големи, не е тоа раздробено, фрагментирано, па да се распарчат сите гласови на малите партии, но треба да се отвори дебата. Сваќам дека тие сакаат и мислам дека тоа е добро и за нив како мали субјекти и за демократијата во државата. Треба да се направи разговор и да се види што е тоа што на државата најмногу ги одговара, не што е тоа што на партиите конечно ги одговара, околу мнозинскиот систем. Тоа е многу добар систем. Јас сум учествувал на мнозински систем. На мнозински се бираат градоначалници, да речеме, тоа е мнозински систем и тоа е добар систем. Или победувате или губите. Нема нерешено, нема фиктивна победа, нити фиктивен пораз, или победувате или губите, но мислам дека во најголем дел од земјите тоа како систем не постои во изборот на пратениците на парламентарната демократија, заради тоа што ја претвара целата држава во бојно поле, во една арена која прашање е колку за парламентарни избори е корисна работа која треба да се случува. Господине Петров, по влезот во извршниот одбор на СДСМ изјавивте дека не ви изгледа страшно бугарите да бидат впишани во македонскиот устав, пошто лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски оцени дека ја продолжувате политиката така наречена домат дипломатија, како што тој ја нарекува на Зоран Заев, и праша со што бугарите заслужиле уште една отстапка. Вака, за да биде коректен господинот Мицковски, а како универзитетски професор треба да знае дека кога се цитира нешто, се цитира целата реченица. И еве целата реченица. Не треба Европска унија по секоја цена. Не можеме да ја менуваме историјата. Значи, за мене бугарите биле окупатори, не биле администратори. Не можеме да зборуваме за јазикот и за идентитетот, заради тоа што тоа е судо, тоа е нешто што не зависи од никој друг, туку зависи од нас самите. И е факт кој се случува на повеќе катедри на универзитети низ целиот свет. И на прашањето на уставот, значи не е проблем да влезат бугарите во македонскиот устав, бидејќи тоа покажува дека сме ние различни народи, но
Нормално е дека тоа треба да биде со реципроцитет. Решавање на правата на македонците во Бугарија, на македонското малцинство во Бугарија. Така да ако се сака да се нешто кажува, не е добро заради политички причини да се истргнува од контекст, затоа што сега анкетите ни кажуваат, знаете, ако бидете против ова, тоа многу поени ви носи. Не, треба да видиме што како држава ни носи кјар на сите, затоа што ние тука живееме, нашите деца тука треба да живеат, не треба да дозволиме да од безперспективност отидат надвор. Мене ако ме прашате, како сумирано на ова што го кажувам, не зависи решението од нас. Зависи дали бугарите ќе се повлечат од оние своји ставови на резолуцијата кои имаат во собранието, бидејќи тоа е нешто што ниеден македонски политичар не може да го прифати. Господин Петров, ви благодарам за гостувањето во утринската на Телма. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство.